Коронавирусот, кој повеќе ја зголемува загриженоста кај граѓаните на Кочани, Виница и регионот поради фактот дека е мощно голем бројот на печалбари кои работат и престојуваат во Италија и другите земји, каде тој помалку или повеќе е евидентиран. Зачестени се контактите меѓу членовите на семејствата, кои се тука со оние кои се во странство, и се бараат информации за сложеноста на ситуацијата и реалната опасност од ширењето на вирусот. Некои тоа го доживуваат смирено, меѓутоа има и такви кај кои предизвикува драматични реакции, со отворени повици до најблиските да бегаат од загрозените региони и да се вратат дома. Причината за тоа е фактот дека голем број наши гастарбајтери во Италија живеат во колективни станови или објекти, на и околу лозови и други плантажи, најчесто по повеќемина во соба, каде условите неретко се субстандардни. Сепак анкетата која денеска ја спроведовме меѓу граѓаните укажува на мала доза загриженост поради се поголемата опасност коронавирусот да се прошири во Кочанскиот регион. Гледај како што јавуваат на телевизија дека на превозите, граничните превози, да, ќе проверат кои доаѓаат од Италија, па и од Кина и од вамо до намо, не е страшно толку. Кој нема се плаше, тоа опасна работа е. Имам страв да не дојде кај нас. Имам комашина, ама не сме се слушале и не знам да ви кажам каква е ситуацијата. Не сум се слушал со нив можда 4-5 месеци и не знам да ви кажам каква е ситуацијата. Имам и прва братучетка што е, а она е у Милано. Па било близу Милано. И со неа се немам слушано. Она беше тука пред 2 месеци и се отиде за Италија, ама тогава немаше ништо. Забавим се, да. Плашиме се. Имате Како што слушам, немаме близука, ама не, немам блиски. Ама што слушам, страшно е. Таа болест е страшна. Белки да има да дојде. Една од опасностите работите да излезат од контрола се дивите превозници кои вршат транспорт на патници од Италија навам, меѓу другото и на граѓани кои немаат регулиран престој, па преминувањето на границите се служат со разни манипулации и споредни патишта. Во туристичките агенции велат дека поедини граѓани веќе се распрашуваат за ситуацијата во Италија и се во дилема дали да ги реализираат закажаните аранжмани за 8 мартовските празници и други планирани патувања. Меѓутоа, сето денеска нема случајно откажување на екскурзиите. Од Автоатом велат дека од ресорното министерство им сугерирале да ги откажат договорените екскурзии, но поради фактот дека тие се закажани и дека нема поединечни или групни откажувања, истите ќе се реализираат со зголемени мерки на претпазливост. Сепак се остава простор во наредните денови, зависно од развојот на ситуацијата, ваквиот став да се промени.